Членот 11 од Законот за помилување на маса кај уставните судии, тие одлучи на дневен ред да стават иницијативата за поништување на сите обвиненија, истраги и судски процеси поведени против поранешни функционери кои пред 4,5 години беа аболицирани од тогашниот председател на Македонија Ѓорѓе Иванов. Членот 11 вели дека председателот може да отповика дадената аболиција, а иницијативата го тврди спротивното. Токму ваквата ситуација донесе препокување меѓу власта и опозицијата. Од ВМРО ДПМН Велат Заев преку Уставниот суд создава можност после поразот на изборите да биде амнестиран за коруптивните афери и сделки. Подписот на Заев врз одлуката на Уставниот суд најдобро се гледа во лицемерието со кое се одредуваат приоритетите на судот. Иницијативи кои се однесуваат на испитувањето на уставноста на многу посуштински закони со години се држат во фиолка и не се разгледуваат, а без никакво образложение по политичка наредба се дава предност на предметот кој се однесува на Законот за помилување. Оваа одлука на Уставниот суд е јасен показател дека тој, како и останатото судство, целосно се подчинија на волјата на Зоран Заев и СДСМ кој моментално е на власт. Министерката за правда Рената Десковска пак побара собранието да го спречи враќањето на аболицијата. По барањето на Десковска, претениците Сашко Коцев и Диме Велковски поднале барање за автентично толкување на членот 11. Во рацете на собранието е еднаш за секогаш да го затвори ова прашање и да оневозможи оживување на незаконските помилувања на Иванов. Ако иницијативата за која гласаа 5 од 9 судии помине во Уставниот суд, се активираат дадените аболиции на повеќе од 50 осумничени и обвинети во постапките на сега веќе згаснатото СЈО. Најголем дел од амнестираните беа од минатата власт, но и сегашниот премиер Зоран Заев.